Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 36-тото издание на емисијата ТВ 103, специализирана радио емисија посветена на квалитетните и актуелните ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една серија која што површински обременета е со една научно-фантастична концепција, но суштински ја допираат многу човечки проблеми, односно потребата за дознавање која е нашата сродна душа, избрана според генетскиот потенцијал кој го поседуваме. Серијата ги поставува прашањата со кои лековите морат да се носат, штом ќе дознаат кој е нивниот предодреден животен партнер и дали ќе се согласат со правилата на природата или ќе одлучат да ги негираат, иако привлечноста со избраникот секако дека е неминовна. Тоа значи дека постоечките врски ќе бидат ставени во прашање, браковите ќе бидат срушени, ќе се образуваат љубовници и љубовнички од ист или од спротивен пол, односно ќе биде загрозена суштината на љубовта помеѓу луѓето. Стана збор за британската серија The One, која можете да ја погледнете на стриминг сервисот Netflix, за која што ќе ви говорам во ова издание на ТВ 103. На почетокот на емисијата слушнавме 3 композиции од одличниот и култен бенд Mudhoney, односно слушнавме композицијата No End in Sight, потоа Suck You Dry и Blinding Sun, односно тоа се 3 композиции кои што се наоѓаат на култниот албум Piece of Cake од 1992 година на Mudhoney, трет нивни долгосвиречки албум, прв издаден за Reprise Records. Албумот го издаваат по изданието Every Good Boy Deserves Fudge од 1991, но пред издавањето на My Brother the Cow од 1995 година. За Mudhoney знаете дека се еден од бендовите кои се основоположници на гранж звукот, затоа што ја содржат и валканата дисторзија и панкерскиот непокорлив став пред се, така што по секоја можна дефиниција дружината на Марк Арм се категоризира како гранж бенд, така што никогаш не стекна светска слава, ниту се во златната петорка на гранж бендовите, веќе тоа станува друг проблем, но сепак не се бенд со хитови, по кои што се препознаени, имаат и дури рокерска милозвучност во некои од композициите, кои што можевте да ги слушнете конкретно во Blinding Sun, од тие кои ги избрав, така што тоа не говори сепак дека овој албум не е квалитетен, напротив, односно Mudhoney е еден од тие кои што се неправедно запоставени бендови кои што говорат за значењето на гранж сцената. А во продолжение на емисијата, традиционално, слушаме една композиција од Rage Against the Machine, заради тоа што сте безобразни, тешко е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе ги слушаме Rage Against the Machine, конкретно ја преслушуваме нивната севкупна дискографија со надеж дека откако ќе ја преслушаме, ќе престане овој кошмар кој што се нарекува COVID. За жал дојдовме до нивното последно албумско остварување Renegades, од кое што ќе ја слушнеме Pistol Grip Pump. За жал не ми гледа во блиска иднина крајот на на овој кошмар кој што се наоѓаме, така што ќе треба уште еднаш да ја завртиме дискографијата на Rage Against за нејзино преслушување. Доколку сакате да дознаете која е вашата сродна душа, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 36-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата The One, која што представува британска научно-фантастична мелодраматична серија, која е создадена од страна на Хауард Оверман, односно човекот кој што стои зад сценаријата на ТВ сериите Misfits, Hotel Babylon, Merlin, Dirk Gently, Atlantis и War of the Worlds. Серијата ја имаше својата премиера на Netflix на 12 март, беше објавена во целост
тој ден, што му дава простор на гледачот да си го распредели времето за незиното гледање. Netflix е водечкиот стриминг сервис со 200 милиони претплатници широм светот, кој не бира квалитет на содржина за гледачите, туку земаат квантитативно, односно што е можно повеќе. Тоа значи дека само во март оваа година, покрај The One, ги објавија сериите Zero Chill, The Irregulars, Country Comfort, Pacific Rim The Black, Dota Dragon's Blood, City of Ghosts, Dealer, Bombay Begums, Sky Rojo, Who Killed Sarah, Murder Among the Mormons, Nevenka Breaking the Silence, The Houseboat, Last Chance U Basketball, The Lost Pirate Kingdom и да не ги набројувам реалити TV шоуата. Значи, тоа се 15 ТВ серии во еден месец. Останатите стриминг сервиси немаат 15 серии на годишно ниво, а Netflix ги има месечно. Тука не ги ни вбројувам филмовите кои што секоја недела ги трупаат на нивниот стриминг сервис. Така што не очекувајте квалитет од секоја серија која што ќе ја погледнете на Netflix. Бидете среќни ако еднаш во месецот налетате на добра серија од понудениот избор, со оглед на тоа што се обидуваат секоја демографија и секоја националност да ја покријат, бидејќи имаат огромен број на претплатници од шпанско говорно подрачје во Индија и конкретно во Кореја, каде што веќе максимално се шират во тој пазар. Уште на 15 ноември 2018 година беше најавено снимањето на серијата за стриминг гигантот Netflix, а во серијата станува збор за една ДНК истражувачка која наоѓа начин врз основа на анализата на нечија ДНК да го пронајде совршениот партнер кој е генетски предодреден на личноста која што ја дава примерок од низината ДНК за анализа. 10 години по изумот, милиони ги испраќаат нивните ДНК материјали во потрага по нивната сродна душа. Во серијата го следиме животниот пат на петмина кои што се сретнуваат со своите идеални партнери, но секој од нив секако дека поседува багаж од минатото кој ги попречува пред се да бидат заедно со избраните и само избраните личности. Главните тематски одредници се однесуваат на изборот на партнерот, се разбира, дали тој се базира на стекнатото познавање или па станува збор за општење со непозната личност, тоа варира од случај до случај, само затоа што генетиката пред се тоа го предетерминирала. Тука се поставуваат многу морални дилеми, поради кои ќе страдаат постоечки врски, постоечки бракови ќе се рушат само затоа што не се партнерите генетски преодредени. Ароганцијата и опортунистичката желба пред се водилки кај протагонистката да ја задржи не само хиерархијата на фирмата и да биде на незиниот врв, туку и да го има првиот и последниот збор во неа. А очајните трагаат по љубов, некои ја бараат по секоја цена, пред се не ценејќи го тоа што го поседувале, некои се плашат дека ќе го загубат саканиот штом ќе открие тој дека постои некоја друга специјална преодредена личност која што треба да го помине остатокот на неговиот живот, а понекогаш е убаво да не се знае кој е тој идеален партнер кој што самата природа го има предодредено за нас. Сезоната брои 8 епизоди со време траење од околу 40 на минути, што позначи дека околу 6 часови се потребни за незиното целосно гледање. Епизодите немаат наслови, што е само по себе еден креативен недостаток, но од друга страна па нема некој уникатен именител по кој што би се раздвоиле, затоа што паралелно се одвиваат сите наративни нишки во серијата и се испреплетени во рамките и во рок на една епизода, така што не знам дали би успеале да се дадат некакви си конкретни називи, меѓутоа би било интересно доколку одредена проблематика ги тематизира епизодите, да се издвои на површина и да се земе како заеднички именител или можеби некаков си објекти. Ако тука се нагледува, тука се согледува пред се напукнувањето на квалитетот кој што го поседува серија, која што се базира на новелата The One на
Джон Марс од 2016 година, ако не се лажам. Снимена е серијата пред да започне COVID пандемијата, така што сега е само реализирана во овој период, односно е објавена. Денес сите сме оддалечени и преку технологијата бараме да воспоставиме некаква корелација помеѓу себе, иако благодарение и на технологијата наоѓаме и најразличен начин да се искараме и да си станеме едни со други најголеми непријатели само поради тоа што сме љубоморни и зависни едни на другите, наместо да се радуваме за туѓиот, а и за сопствениот успех. Пред се дилемата која што мене ми се постави на преден план кога ја погледнав серијата, беше со една друга серија која што од неодамнашно конкретно од минатата година беше промовирана, која страшно многу допира до тематиката која што ја содржи и The One, односно дилемата за авторството. Сакам да ја поставам помеѓу Soulmates и The One, со тоа што Soulmates се базира на краток филм на еден од сценаристите на серијата, кој што е снимен во 2013 година, ако не се лажам, а The One се базира па на книгата која што е издадена на Джон Марс во 2016. Прва излегува Soulmates во 2020 година, а оваа година се појавува The One, и сомнежот се појавува помеѓу периодите во кои што се објавени двете серии, со оглед на тоа што ја експлоатираат буквално истата прагматика на апликацијата, која врз основа на ДНК материјал преодредува која е сродната душа на поднесениот материјал на самата анализа, не дека некој има авторски права над собственост на самиот концепт, како што не може нели да се патентира патување низ време или еден вид на машина за патување низ времето во научно-фантастичните филмови, или па потребата за воспоставување на некаква дистопија, што само по себе е еден своевиден поджанр, но интересно е како овој Black Mirror концепт се искористува на овие две рамништа на двете серии, но не е искористен во Black Mirror каде што и му е местото. Иако Soulmate, јас лично би ве замолил претходно да ја погледнете, која не ја обработи во емисијата, иако нејзиното место е тука, само затоа што не е актуелна и веќе од минатата година, но сметам дека таа е драстично поквалитетна од The One. Од една страна е антолошка, така што секоја епизода е концизна за еден случај и се дава од еден аспект се разгледува нарушувањето на љубовната врска благодарение на воспоставувањето на потрагата по сродната душа, односно тестирањето за откривање на која е таа. И сметам дека таа е поблиска до квалитетите кои што ги заговара Black Mirror и употребата пред се на технологијата за сплотување, односно оддалечување на луѓето. Така што топла препорака од моја страна е, ако ве заинтригира воопшто концептот на предодредена сродна душа и искористување на технологијата за доаѓање до неа, тогаш топла препорака е најпрвин да ја погледнете Soulmates, а доколку ве заинтригира да ја погледнете и The One, која што е актуелна и верувам дека ви е достапна. За предетерминизмот, односно за детерминизмот, ви говорев конкретно кога ја анализирав ТВ серијата Devs, така што станува еден именител кој што често е разглобуван во рамките на TV103, заради тоа што ја воспоставува, пред сега воспоставува дуалитетот помеѓу слободната волја и правото на избор, кое што се коси со предодреденост, на која што човекот треба да се протистави или па да подлегне на неа, како што е во рамките на оваа серија, каде што во норматив влегува пред се согласувањето на предодредениот партнер, кој што го нуди самата природа, односно идеалниот според изборот на ДНК профилите. Така што детерминизмот, меѓутоа, на интересен начин тука во оваа серија се заобиколува, заради тоа што причинско-последичната врска, односно каузалниот след, секогаш ќе го натежнува. Ќе натежнува предодреденоста, заради тоа што тоа
повлекува секоја одлука повлекува соодветни последици на кои што ликовите ќе треба да ги сносат со оглед на тоа што ќе завлегуваат во се подлабоки и подлабоки судири, кои што сметам дека поефективно се одработени во рамките на The One, за разлика од Soulmates, меѓутоа визуелно повпечатлива е многу пати повеќе Soulmates од The One. Сепак, погледнете ги двете доколку имате слободен временски период, со оглед на тоа што ќе ви бидат потребни околу 6 часови за едната и за другата да ги совладете, за Soulmates може би помалку, меѓутоа дефинитивно ако ве интересира овој концепт на разглобување на научната фантастика во рамките на романтичната мелодрама, тогаш дефинитивно ова се ТВ серија за вас. Тука може да направиме на кратка музичка пауза. Во продолжение ќе слушаме композиции од бендот Suede, конкретно од нивниот истоимен албум од 1993 година, правенчен на овој алтернативен рок-н-рол бенд од британскиот од Голема Британија, односно од британскиот остров, издаден за Nude Records, продуциране од Ед Булер. Несомнено е влијанието кое што го имаат извршено The Smiths и Девид Боуи од конкретно неговиот ран период за доловување на гламнишката во нивното музицирање, иако воопшто не се наивни лирските тематски одредници на бендот, посебно кога опишуваат сексуална злоупотреба и наркотична зависност. Андрогиноста максимално е истакната дури и при самата обвивка на изданието, на кое е прикажан еден бакнеж помеѓу две девојки. Бред Андерсон и Бернард Батлер имаат силен влез во музичката историја благодарение на овој албум, кој се сомневам дека некогаш и го повториле или надминале. Така што од деби остварувањето на Suede, доколку имаме време, ќе се обидеме да ги преслушаме So Young, Animal Nitrate, Moving, The Drowners, се извинувам, и секако Metal Mikey. Слушаме Suede на Канал 103 и потоа се враќам во етер за да ви говорам за ликовите, односно актерите и актерките кои што ги глумаат во ТВ серијата The One. Уживете. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 36-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата The One. Во овој сегмент сакам да ви говорам за актерите и актерките, односно глумците кои што се појавуваат во оваа серија, која што е предводена од Хана Уер, која што знаете од The First, од Shame филмот, од адаптацијата на Oldboy, од Aftermath и од Cop-Out. Таа ја глуми Ребека Веб, односно протагонистката која што постепено станува антагонистка. Тоа е шефицата на фирмата која што се занимава со изучување на ДНК, односно на анализирање на тестовите кои што ги добиваат од примероците од ДНК и изнаоѓање на идеалниот партнер, односно сродната душа, со тоа што забележуваме и флешбек секвенци за начинот како доаѓа таа до идејата за да ја оформи фирмата и буквално се како две различни личности да гледаме во минатото како се однесувала таа, како била полна со желба и амбиција и како денес, односно 10 години по оформувањето на The One и впуштањето на апликацијата во Optek со оглед на тоа што сега е бескрупулозна шефица која што по секоја цена сака да дојде до зацртаната цел, нели ја запознаваме како во понова форма ја запознаваме како лаже политичарка која што е опонентка и се протиставува на работењето на незината фирма. Таа е и уценувачка, злоупотребувачка, макијавеловски пристапува во животот, односно за неја целта ги оправдува секогаш средствата, без грам совест, гледа како да го заштити својот грб и при тоа значи дека е подготвена да ги ликвидира и незините пријатели само за да дојде до зацртаната цел, така што бескрупулозна станува Ребека Веб во рамките на оваа серија, меѓутоа иако се представува пред јавноста дека ја има најдена незината сродна душа, незината предодредена сродна душа нема да биде исполнета пред се со љубов, со оглед на тоа што и таа ќе спознае дека
Ребека не е сето тоа што се представува во јавноста, така што нејзината хипокризија многу лесно ќе биде откриена од тие што ќе се доближат до неа. Така што таа е во чести уцени, во закани, во изнудување за доказен материјал кој што би бил против неа. Постојано ја уценува дури и полицијата со крадење на материјали. Значи, една комплетно корумпирана личност која што е плитка на секое можно морално и етичко ниво, нема никакви вредности, освен тоа што е опортунистка и секого би го фрлила под воз само за да може да го добие тоа што сака. Едно одлично олицетворение според мене на најгнилото нешто што може да го погледнете во вашата непосредна близина денес. Нешто што се смета дека е висока вредност, а воопшто нема никаква вредност во себе. Покрај неа во серијата глуми Димитри Леонидас, кој што го знаеме од Ривиера, од филмот Animals, од филмот Centurion и од хорор филмот Tormente. Тој го глуми Джеймс Уайтинг, односно тој е колегата на Ребека, со кој што ја создаваат програмата за преодредување на саканиот личност. И се повлекува во својот дом од слонова коска, кој што исто така е присутен на туркањето Бен од зграда што го извршува Ребека, кој има дури доказан материјал за тоа, крвава кошула која што вешто ќе биде изиграна од страна на Ребека и пред се подмитливата полиција. Покрај него се појавува и Амир Ел Масри, тој глуми во за него ви говорев во епизодата за ТВ серијата Industry, тој глуми исто така и во Limbo, Star Wars епизод 9, во Rise of Skywalker, во Том Кленси, во Lost in London и в серијата The Night Manager. Тој е Бен Насир, односно премамениот цимер за искористување на податоци од неговата ДНК база која што има за фирмата која што работи. Бен е френдзониран од страна на Ребека, што постојано го иритира, и кога ќе открие дека му се украдени податоците, ќе се обиде да и каже на Ребека дека знае што направила, пред да биде тој турнат од зградата и да го загуби неговиот живот. Така што во предвесниците, односно во самиот приквел, го забележуваме овој криминалистички чин во кој што допира самата серија, која започнува со изнаоѓање на неговото мртво тело. Стивен Кембл Мур глуми во World of Worlds, во Downton Abbey, во How to Talk to Girls at Parties, во The Lady and the Van и Season of the Witch. Тој е Демиан Браун, односно богаташот, инвеститор кој што верува во иницијалната идеја со која што му приоѓаат и Ребека и Джеймс за отварање на фирмата и ја финансира пред се низината реализација. Тој исто така е несреќен во љубовта со тоа што тој има пари за да си ја купи својата придружба, а за разлика од него ја воспоставуваме релацијата помеѓу Бен и Ребека, која што Ребека иако нема намера да биде со Бен, сега идеме малку во рамките на една шпанска серија, Бен и тоа како сака да биде со неа, меѓутоа нема да биде реализиран во тоа, а Джеймс воопшто не се замара за љубов, така што четворицата се несреќни на љубовен план, ако може така да се направи некаква си заемна нишка која се врзува помеѓу нив. И тука да не го забравиме Итан, кој што глуми Вилф Сколдинг, кој го знаете од Game of Thrones и од Beast Make Honey. Тој е лажниот дечко на Ребека, односно човекот со кој што се представува во јавноста дека е низината сродна душа во наводници, иако самиот тој во неговиот приватен живот е геј и знае дека е фасада сето тоа што го прави Ребека. Само да не го заборавиме тука и Диармейт Муртак, кој што глуми во Бруно, во го знаеме од одличната ТВ серија Чернобил, во Дракула Untold и глуми во Vikings. Тоа е Конор Мартин, односно обезбедувачот на Ребека, кој што во секој чекор е во нејзина близина, обидувајќи се да ги отстрани сите нејзини непремислени одлуки кои што ги носи, и сите луѓе кои што ќе се наместат на патот кој што таа го има зацртано до целта во животот, така што тој ги отстранува сите лешеви кои што ќе изастанат на среде пат. Да не ја заборавиме тука и Луис Чимамба, која што глуми во A Discovery of Witches и Trust Me. Таа е Хана Бейли, ова е сега другиот пар за кој што ќе ви говорам. Таа е сопругата на Марк, која што ја зема неговата ДНК и
што му открие која е неговата идеална партнерка, а не е таа, се доближува до девојката со која што тоа е негова сродна душа без негово знаење и тоа нејзино зближување, но со пријателување со неа само за да открие каква е таа приватно. Ќе ја доближи, се разбира, и до Марк Бейли, кој што глуми Ерик Кофи Аберта, кој глуми во Информер, во Харлоц и во Humans ТВ серијата. Тој е сопругот на Хана, кој дознава која му е сродната душа, благодарение на несигурноста на неговата сопруга, поради која што се чувствува дека е предаден, што е слабее нели довербата во бракот. А сплотувањето неизбежно е со Меган Чепман, односно сродната душа на Марк, која што е глуми Палави Шарада, која се појавува и во Лајан, во Хотел Мумбаи и во Пулс. Наспроти нив ја имаме детективката, која што се нарекува Кейт Саундерс, која глуми Зои Тепер, која знаеме од Big Boys Don't Cry, од Liar, од The Good Traitor, од Zoo и Safe House, односно таа е детективка која што се обидува да го расветли убивањето, односно само убивањето во наводници на Бен, со тоа што смета дека Ребека е инволвирана во неговото умирање, со оглед на тоа што ја менува незината кошула на забавата, од која што излегува и се враќа назад, според снимките, и смета дека е осомничена, меѓутоа нема да може никако да докаже, ниту па да ја позиционира во извршување на злосторството. Таа исто така ја користи апликацијата за откривање на незината сродна душа, која што е Софија, девојка, односно Софија Родригес, која е девојка на детективката, која ќе пристигне во Лондон, завршува во болница и тогаш дознаваме дека има и друга жена и ја предизвикала сообраќајката на незината мајка, па затоа не разговара со незиниот брат и татко, а не ја глуми Хана Перес, односно не ја знаеме од Holmes and Watson и Our Kind of Traitor. И да не го заборавиме тука Матеуш Силва, односно сродната душа на Ребека, која што првиот кој е тестиран за изнаоѓање на сродни души, односно идеални партнери, чиј што брат нели ќе се обиде да изнуди пари од Ребека штом стигне во Лондон пред да се предозира и да биде оставен од Ребека на умирање. Сродната душа на Ребека не сака да го напушти крај брежјето и се обидува да подлегне под фасадата на Ребека, меѓутоа наврзо ќе открие со кого си има работа. Него го глуми Албано Черонимо, кој што го знаеме од Domain, од Фадо и од Vikings, и само да не заборавам да го напоменам, помошникот на детективката Ник Генди, Сезиnon Гедни, кој што го глуми Крег Чилин, односно тоа е актер од A Discovery of Witches и од Da Vinci Demons, и секако тука е сестрата на Бен, Еми Насер, која што ја глуми Надја Албена, која ја знаеме од Отело, од Траума и од Марсела. И само да не заборавам Шарлот Дрискол да ја напоменам, односно ликот кој што глуми Симон Кирби, која што ја знаеме од His Dark Materials, од The Hole in the Ground и од Jimmy's Hall. Сепак, во самата најава и од самиот трейлер можете да слушнете дека Ребека во незината промотивна кампања за самата апликација потенцира дека секој во животот треба да рола шеска, а не да фрла двојки и тројки во контекст на коцки, за да го најде својот партнер и треба да биде задоволен со најдоброто, што уште една сведочи за незината гладна волја и желба за моќ која што ја има и прецен за незадоволување со подпросекот, заради тоа што смета дека сите ја заслужуваат бајката која што нивните родители им кажуваат дека им следува. И баш поради тоа таа е иницирана за да ја направи оваа апликација која што на луѓето ќе им помогне да си најдат сродните луѓе. Дали при тоа ќе ја најдат нивната љубов на нивниот живот, тоа е веќе дискутабилно и раѓа сосема други прашања, со оглед на тоа што има некаква си врска, иако станува збор за средба на непознати, има некаква архетипска поврзаност помеѓу нив, со оглед на тоа што чувствуваат како љубов на
прв поглед, значи имаат некаква си поврзаност, некаква си фасцинација едни со други, нешто вонтелесно пробудување на емоции, пред се разлевање на хемиски агенси, односно на хормони во нивните тела, кога ќе налетаат на нивната сродна душа, како наводно демек да ги познавале цел нивен живот. Така што има одредена психофизичка состојба која што се воспоставува при средбата со саканата личност, која што се искористува и од друга страна злоупотребува од лековите кои што одлучуваат да подлегнат на тестот за дознавање која е нивната сродна душа. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, а вашата сродна душа ќе биде Тори Еймос во предвидениот рок на емисијата, слушајќи композиции од албумот Boys for Pele од 1996 година, трет долгосвирачки албум, издаден за Atlantic Records во САД и East West во Европа, издаден по албумот Under the Pink од 1994, но пред From the Choir Girl Hotel од 1998, албумот го снима во Луизијана и максимално ги искористува можностите да работи со помош на пијано, на харфикорд, на хармониум и на други верзии на пијаното, подпомогната со госпел хорови, се разбира дека е придружена и со брас секција на овој албум. Со оглед на тоа што имаат дискутабилен однос со мажите во незиниот живот, решават да го одземе нивниот пламен и да го присвои за себе, па најдобро тоа го манифестира преку моќта на божицата на вулканите Пеле, поигрувајќи си со египетската митологија, како и со консумирањето на ајоваска, наоѓа начин како да се нурне конкретно во незиниот интимен свет за да се бори со демоните и секогаш недофатлива. Мене биде барем на секое слушање, меѓутоа не ја прави помалку провокативна за слушање, но дефинитивно посебно ми се допаѓа тоа што ја разработува позицијата на жената во религиозните концепции за кои што не се плаши надолго и на широко да пее. Така што во продолжение од Тори Еймос, доколку имаме време, а се надевам дека ќе успеам да направам, ќе слушаме Father Lucifer, ќе слушаме Professional Widow, Kota Lies Knees, ќе слушаме Little Amsterdam, Tallulah и Agent Orange. Така што слушаме голем дел од композициите кои што се наоѓаат на прекрасното албумско остварување на Тори Еймос, односно Boys for Pele, а потоа се враќам во да ви говорам за одредени спецификации кои што ги поседува ТВ серијата The One. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 36-то издание на емисијата ТВ 103, посветена на ТВ серијата The One, а за самиот крај на емисијата сакам да продискутирам за одредени спецификации кои што и поседува серијата, имено содржи кратка најавна шпица со испишување на името на серијата врз мноштво на фотографии на корисниците на апликацијата за предодредување на сродната душа врз основа на ДНК материјалот, што е сосема соодветно нели за осликување на содржината. Макар, според моето мото е макар и кратка најава, е сосема подобро од никаква најава. Во контекст на режисерите, Кетрин Муршед, односно режисерка на Downton Abbey и No Offense, ги снима првите 3 епизоди, вклучувајќи го и пилотот. Потоа, ако не се лажам, Джереми Ловринг е режисерот на 3 епизоди и 2 епизоди режисера Брейди Худ. Станува збор за британски режисери кои што се навикнати нели да работат на тој британски систем со помал број на епизоди на располагање, меѓутоа се задржи некаква си конзистентност која е се присутна во сите рамки, меѓутоа тоа не се должи на конзистентноста пред на нивниот избор за тоа како треба да се воспостави тонот, туку тоа се должи на немањето на инвентивност да се направи нешто порадикално и поспецифично. Музиката за оваа серија ја работа Јан Арбер и Дейв Роунтри. Станува збор за инструментален и пред се сентиментален синтвейв кој што е со во одредени ситуации со нагласено пијано, во други со нагласена електроника, со понекоја и елегична жичана свита помеѓу, така што станува збор за амбиентален скор во кој што се прави една комбинаторика помеѓу оркестрацијата и електрониката. Некаде има нагласен бит, некаде па од друга страна е нагласена гудачката свита, ако треба да се потенцира некакво си загадочно дејствие, за да биде во функција, се разбира, на
самата наративна структура, така што имаме една комбинаторика во употреба на самиот скор на ова дело во поглед на сценографијата. Дизајнер е Џулијан Фулалов, односно станува збор за модерно доба со повремен флешбек во 10 години наназад, но сепак се снима во отмени станови, во хотелски соби со минималистички декор, како и во современиот канцеларијски простор во кој што се наоѓа и самата фирма која гласи The One. Во поглед на фотографијата, односно кадрирањето, кинематографери се Руаири О'Брајан, Ана Патаракина и Даниел Атертон, односно станува збор за кадрирање со помош во дадена ситуација на снимање на рака за да се воспостави некаква си драматичен сооднос кој што го имаат ликовите, иако тоа во некои ситуации штети на серијата и неконзистентност има во поглед на реализирањето на одредени сцени кои што не се ништо поинтригантни од план контраплан за цртаната замисла која што ја има оваа серија, така што сметам дека визуелниот печат на The One можеби е и најслабиот. Единствено научно-фантастичните елементи доаѓаат во израз благодарение на продукцијскиот дизајн кој што можеби допира до употребата на SF гаджети кои што се во блиска иднина, иако станува збор сепак за приземја на научна фантастика, меѓутоа визуелната реализација на продукцијскиот дизајн и тоа како не е впечатливо, освен тоа што има неколку интересни кадри доловени во екстериери, каде што имаме продир на сончева светлина со која што се има соодветна игра, меѓутоа тоа воопшто не е доволно за да се даде силен визуелен печат на оваа серија, кој што сметам дека е најголемиот недостаток кој што има монтажата, ја работат Джастин Криш, Бен Уајтхед и Ана Дик, односно станува збор за пред се монтирање на различни приказни, односно различни наративни нишки кои што помеѓу себе се испреплетуваат во една епизода, некаде повеќе, меѓутоа многу често и се засебни и немаат некаков си драстичен допир, барем нема никаков допир приказната на Парот, која што нема допир со приказната на детективката и таа на Ребека, кој што да, се во постојан судир, меѓутоа останатите приказни не се во никаков даден допир, така што тука сметам дека треба да се воспостави и различен тек на самото действие, со оглед на тоа што има паралелизирање, има впрегнување на една и друга монтажа, така што верувам дека монтажерите се помачиле и да направат некаква си конзистентна форма, која што ќе биде гледлива од почеток до крај поглед на костимографијата и шминката. Имаме модерна облека, како што уште наш ви потенцирам, меѓутоа поглед на шминката има едно интересно решение со тоа што како се представува Ребека денес и како Ребека ја запознаваме во минатото, така што во минатото е приземена девојка која што има полежерен пристап во контекст на и во изборот на облеката, и во контекст на како е доловена со нејзината шминка, меѓутоа ладнокрвноста нејзина доаѓа во преден план 10 години во иднината, каде што гледаме во тие корпоративни одела кои што ги носи на себе, значи залижана фризура, нема некаков си човечки лик за таа фасада на постер бој девојка која што ја представува корпоративната жена денешницата, така што имаме како два сосема различни ликови да гледаме во рамките на оваа серија 10 години пред и по владењето со фирмата. Во поглед на надприродното, освен предодреденоста, што е нели научно-фантастичен елемент во оваа серија, нема други метафизики кои што се дадени во преден план. Хуморот е сувопарен, еротиката ја забележуваме во два наврати, иако има краткотрајно наговестување на сплатување во двата наврати, не е доминантна и не е естетизирана до висока норма, освен што е употребена во дадени рамки во сензибилитет во контекст на самата музика која што ја создаваат авторите на самиот скор. Поглед на ефектите не има доволно визуелни колку што служува една научно-фантастична серија, а флешбек, како што веќе ви напоменав, има со навраќање во минатото за работењето и создавањето на апликацијата. Slow motion нема во екстензивна форма, освен во
овие навраќања, како што уште еднаш потенцирам, сон има помешан со сеќавање и халуцинација нема, но има потисната траума која што се одразува на ликовите. Жанрот е научно-фантастична мелодрама, која што почнува со најдено мртво тело во вода, која што е синоним за криминалистичките серии. Во поглед на стилизираниот јазик станува збор сепак за англиски, во поглед па на и соодветно сепак неколку од ликовите не доаѓаат од англиско говорно подрачје, односно иако потекнуваат од крај брежето на Португалија, сепак не станува збор за говорат и тие на англиски, освен кога се во меѓусебна интеракција. Тогаш имаме превод во серијата, меѓутоа тоа се краткотрајни секвенци. Поглед на недостатоците, недоволно јасната визуализација ја потенцирав, иако е натежната драматуршката структура на серијата, заради тоа што има вплотување на поголем број на наративни нишки, впрегнати се неколку предсе од нив, и сепак сметам дека нема доволно впечатливи решенија по кои ќе биде запаметена серијата, што е најголема промашена инвестиција, барем за мене, барем пропуштена шанса која што ја имале на повидок. Поглед на континуитетот на епизодите, со оглед на тоа што има повеќе животни приказни кои некаде се хиперлинкуваат, а во повеќе случаи не се хиперлинкуваат, нема доволно простор за да стане досадно за гледање, но нема ни доволно простор за да биде интересно, односно да биде впечатлива, се извинувам. Неретко претворајќи се во позадинска бучава која што можете да ја користите, што не беше таков случај со Soulmates, уште нас потенцирам. Поглед на гледањето на ликовите, посветено е време да се состават пред се ликовите, меѓутоа проблемот се однесува на површното нивно пристапување, затоа што сите се борат за минутажата во секоја од епизодите. Поглед на интертекстуалност, имаме компјутерски апликации кои што се употребуваат, иако нема научно-фантастична машинерија со која што се изведува ДНК анализата, апликацијата е ставена во оптек на денешницата, како што уште наш потенцирам, адаптација е на книгата The One на Джон Марс со поглед на референците. Behind Her Eyes може да го споменеме како слично остварување кое допира на тематската одредница со оваа серија, секако Black Mirror станува како една референца самата серија за епизода со романтични релации кои што се воспоставуваат во тој манир на технологијата која ќе представува пропаста на човештвото, и секако документарната Unnatural Selection треба да се земе предвид. Слични серии на неа, Soulmates на AMC, за која што ви говорев на почетокот на емисијата, која што има 6 засебни антолошки епизоди кои ја работат истата тематика на многу подобар визуелен и впечатлив начин, со подобар кастинг, но се базираат пред се на краток филм на кој што го има самиот продуцент, и филмот, да не го заборавам, Таймер од 2009 година, кој што вработува слична тематика. Дали би сакале да знаете за преодреденоста која што ја има во контекст на партнерот и стапувањето на тој прв допир со него. Поглед на атмосферата, некогаш знае да биде исчекувачка во криминалистичките елементи конкретно, некогаш е мелодраматична, гледливоста е некогаш незадоволителна, а убедителноста е солидна со оглед на тоа што ова е приземјена SF серија од блиската иднина. Отворен е епилогот со постоењето на двајца кои што може да бидат сродни души, што отвара нови можности за ставање во оптек на избраникот, односно на идеалниот партнер, а во поглед на еволуацијата начално добија 8 од 10 од мене, но морам да ја намалам таа оценка на 7 од 10, затоа што немаше повпечатливи визуелни решенија, доколку беше продлабочен процесот на спознавање на сродните души, се хиперлинкуваа многу повеќе животните саги, имаше повпечатлив актерски перформанс, имаше повисока оценка, имаше порадикални исчекори и секако подобра визуализација, кои што се главните недостатоци на оваа серија. Поглед на продолжението, се надевам дека ќе биде одобрено, затоа што борбата на мачка и глусаец помеѓу детективката и шефицата на компанијата вреди да се гледа во иднина, заради тоа што има многу ниски удари со кои што подмолно ги прават едната на другата, така што би било интересно да се погледне дали би можело серијата до крај да ја издржи ова борба која што е впрегната помеѓу овие ликови.
Така што тука ќе го завршиме ова издание посветено за ТВ серијата The One. Секако ќе слушаме музика која што е направена за самиот скор на оваа серија, традиционално за секоја серија за која што ви говорам. На крајот на емисијата слушаме по неколку композиции од самиот скор за да се добие и впечаток за атмосферата која се цели да се постигне со самата музика, односно Иан Арбер и Дейв Роунтри ќе слушаме со неколку композиции кои пред се ги истакнуваат и синтеф аспектите, но ги истакнуваат и гудачките свити кои што се забележливи во нив. Вие го слушавте 36-тото издание на емисијата ТВ103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на првата сезона на The One. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.